Бизнис интересите, урбаната мафија и негрижата кон природното наследство од осамостојувањето до денес на секоја локална и централна власт се главните причини поради кои од светски признаено културно и природно наследство градот Охрид би можел да биде само еден обичен град. Иако предупредувањата траат со години, околу 2013 година излегоа првите алармантни написи во медиумите дека тимот специјални експерти ќе доаѓаат во Охрид за да видат што се случува во градот на бисерите. И додека се очекува разврската од 43-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, која се одржува во Баку, Азербејџан, на која македонска делегација предводена од министерот Едмонд Адемики ги презентира своите планови за регионот во кој спаѓаат Охрид, Струга и Дебарца, активистите велат пред се, одговорноста е врз актуелната и сите претходни влади. Според Александра Бујаровска од Фронт 2142, од кога постои државата, никој сериозно не работел да го зачува она што и онака е уништено. За жал, тоа што го побара УНЕСКО од наша страна во 2017 на ниту еден начин не беше рефлектирано ниту во реалноста, ниту пак и со активностите кои што беа превземани и од страна на локалната власт и од страна на централната власт. Значи, оние круцијални и крупни препораки кои што се однесуваа на стопирање на легализацијата и константното легализирање на дивоградбите и непостапувањето по истите, односно неизготвување на студија која што ќе анализира се што до сега е легализирано и како тоа се влијаело или влијае се уште врз универзалните вредности на Охридскиот регион. Градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, кој е дел од македонската делегација во Азербејџан, во отвореното студио на 1 ТВ неодамна посочи дека тие се свесни дека Охрид е под закана, меѓутоа дека не знаат како самите да се справат со тоа. Треба да се изнајде законскиот основ како ние да донесеме одлука и да стопираме градба во одреден појас каде што има важечки детален урбанистички план. Пример, ево сега јас сум физичко лице, си имам локација, крајбрежен појас, имам детален план и доколку ние како општина донесеме таква одлука, ние го хендикепираме тој еден човек со една неуставна одлука, затоа што му го скратуваме правото кој што на друг му е дадено. Кога сите надлежни беа глуви на повиците од еколошките активисти од Охрид, СОС и Фронт 2142, пред еден месец Центарот за светско наследство го објави извештајот со нацрт одлуката и препораката Охридскиот регион да се стави на листата со светско наследство во опасност, што па го наметна прашањето што доколку УНЕСКО се откаже од Охрид. На нас како држава би влијаело тоа од аспект на кои какви вредности ги имаме ние во нашата држава, покажувањето политичка волја да се решат работите и вистински да го зачуваме онака како што му доликува, во иднина дефинитивно резултира со многу повисок и подобар и поодржлив економски развој и на нашата земја и на самиот регион. Она што е јасно е дека наредните години ќе бидат исклучително тешки, а одлуките кои ќе треба да се донесат за да се заштити Охридскиот регион ќе мора да бидат многу поголеми од самите градоначалници и политичари.